Здраво, дички, и добре дојдовте во уште едно Дома со Леа видео. Доколку прв пат сте на мојот канал, моето име е Леа и јас сум мајка на 19-месечно бебенце. На овој канал најчесто објавувам видеа поврзани со моето мајчинство, со моето дете, но и со теми кои што генерално мислам дека треба да го засегнат секој модерен родител. Затоа, доколку прв пат ме гледате, задолжително притиснете subscribe на ова мало црвено купченце тука и веднаш до него на звончето за први да ги добивате известувањата за сите нови видеа на теми кои што ви интересираат. Исто така, можете да ме следите на Instagram, каде што ќе ме најдете под името Бебешка или Дома со Леа, но и на Twitter, исто така под името Бебешка. Многу ми е драго кога родители на други деца и идни родители ќе се јават или ќе пишат, ќе прашаат нешто или ќе понудат нивна перспектива на некои од појавите, од работите со кои што се соочуваат за прв пат. Во една таква комуникација се запознав со една госпоѓа, мајка на две деца, која што има еден многу специфичен случај со едно од децата и која што реши низ едно отворено писмо до мене, но и до сите гледачи на Дома со Леа, да го сподели својот проблем за да помогне на колку што е можно повеќе родители и деца во иднина да бидат свесни за опасностите кои што постојат од некои навидум безопасни работи кои што сигурно им ги допуштаме на нашите деца. Зазија тука не се приклучи малце во мојаветот. Писмото што денес сакам да го споделам со вас, всушност доаѓа во одговор на две мои видеа кои што можете да ги погледнете ако кликнете на овие картички горе или на линковите во описот на ова видео долу под сите предлози. Или ќе се потрудам да ги ставам на крајот на ова видео да се појават како две сугестии за што да гледате следно. Погледнете ги тие видеа, во едното говорам за штетните YouTube видеа кои што им се омилени на малите деца, а кои што имаат негативно влијание на нивниот развој, а во второто видео зборувам за мојот заклучок зошто решив на ќерка ми да не ја давам да гледа цртани филмови или било какви екрани до 18 месеци. Да ви дадам краток апдейт во врска со последнава одлука, значи тоа го решив кога она беше многу мала, меѓутоа не издржавме до 18 месеци, односно целата одлука беше адаптирана. Најголем дел од деновите минеа комплетно без екрани, бидејќи дома немаме телевизор, едноставно не дозволувавме да ги земеме мобилните во раце, таблетот не ни знае дека го имаме дома, компјутерите ги чуваме во друга соба и ги користиме кога таа не гледа, нели не присуствува во собата. Единствено дозволувавме гледање на цртани во некои специфични случаи кога Зара беше болна или беше вознемирена заради вадење запчиња или кога јас бев болна и немав многу енергија да ја посветам во целодневно играње со нејза. Потоа се случуваше некогаш заради обврски да треба неколку часа да не сум дома и нормално баба или кој друг и да чува едноставно не може толку долго да одговори на сите нејзини потреби, па му е потребна некаква дистракција што ќе ја понуди, нели, за да се смири ако е вознемирена заради моето отсуство, така што во просек неколку пати во месецот дозволувавме гледање на цртани, меѓутоа гледавме тоа да не ја надмине рамката од половина час, да кажеме, во текот на еден ден, со тоа што практично сите други аналогни активности кои подразбираа многу песнички, многу читање книги, сликовници, раскажување, играње со секакви играчки, правење играчки од работи што не се играчки и така натаму. Значи сите овие активности придонесоа за многу брзо развивање на говорот кај Зара и ми се случи една ситуација во која што таа веќе знаеше што е цртан и бараше цртан
и ние за да не мора да ја речеме не, а да не ја пуштиме цртан, нели? Се правевме дека мислиме дека ни вика дека сака да црта, нели цртам и дававме моливче и тефтерче за да црта. И она уште неколку дена се трудеше да најде збор за тоа што сака да го добие од нас, бидејќи беше очигледно дека не ја разбираме. Бидејќи во тој период многу го сакаше цртанот Baby Shark, научи дека Baby Shark се вика цртанот и една вечер на свој тогаш тазе полни 14 месеци ми рече: мама, пути ми Baby Shark, што всушност е реченица, нели, од 4 збора ја изразува незината јасна мисла и тука моите стравови дека може да и доцни говорот или нели други проблеми во развојот да се случат заради прекумерно гледање во екрани, практично беа одложени. Сега има 19 месеци и во целиот тој период измеѓу беше дозволено најпрво да седи максимум пола сат пред компјутер во другата соба, нели во друг сетинг, потоа да полека го зголемувавме времето на уште малце повеќе и на крај денеска значи дојдовме до некој час и половина изложеност на екрани, што повторно мислам дека е многу за незина возраст, но да кажеме дека се толерира затоа што најголем дел од времето што го мина пред екрани, го минаме заедно и разговараме за содржините, ги учи на памет песничките, знае да ги каже или да каже нешто и на македонски, на англиски, значи гледаме цело време да има разбирање и конверзација во врска со работите што ги прави. Пази прстите. Како и да е, денеска ќе го споделам со вас писмото од оваа многу фина и љубезна мајка која што реши отворено да разговара за својот проблем со нас. Од разбирливи причини жената ќе остане анонимна, меѓутоа она што ми го напиша ви го пренесувам во целост. Драга Леа, ти ги следам видеата со голема љубопитност и секогаш сум во исчекување на следното. Она за кое ти пишувам е да се надоврзам на видеото за опасноста од цртаните филмови за кои ние родителите не сме ни најмалку свесни. Ти пишувам со надеж дека можеби мојата сторија ќе влијае на некого доволно за да го избегне патот по кој ние сме приморани да одиме. Ова е мојата приказна. Со сопруга се запознавме пред скоро 9 години. После една година решивме да живееме заедно. Имавме успони и падови како и секој пар, ама бевме среќни. После 3 години останав бремена со нашето прво дете. Јас збуната и исплашена, сите други пресрекни. Добро, и тато беше исплашен и збунат, ама вешто го криеше тоа. Бременоста помина во најдобар ред. Синко дојде на свет во еден топол ден од јули, точно во 40-та недела без никаков проблем. Да редам колку сите бевме пресрекни е излишно, зашто кој го доживеал тоа знае, а кој не, нема да му значи. Јас, млада мама, неискусна, тато уште помалку, бебето растеше супер. Активно, брливо и напредно детуле што ретко кој можеше да му издржи динамиката. Проводе на 10 месеци, а лазеше веќе од 6. Во отсуство на сила и мир, раат најдовме во цртани. Оние истите што се даваат на скоро сите оператори. Baby TV, Baby First и така натаму. Од пола саат дневно предовме на саат, па на 2, па пуштено цело време. Знаеш, во тие ситуации лесно се губи контрола на нештата и секогаш одиме на линија на помал отпор и она добро познатото. Па на оној дете на цело време гледаше цртани, па ништо не му е. Дури и англиски научи. Знаеш како збори? Како во Америка да е родена. Ама не е така. Не е така воопшто. Синко беше околу година и пол кога останав бремена со моето второ детуле. Ризична бременост, компликации тука и таму, лежање по болници. Сакам да кажам, прилично бев дефокусирана од синот. Маж ми примети дека нешто не е во ред со малиот. Сите го правевме луд. Тоа е нешто што нема никогаш да си го простам. Со цела фамилија водеше битка да не докаже дека синко се развива во погрешна насока. Го однесовме на дефектолог. Ни дадоа листа со прашања да ги одговориме според однесувањето на синко. Ги одговарав, ама со доза недоверба.
Даве, не се сите деца исти? Како можат да прават еден калап и по него да мерат се? Па што ако не покажува со прст кога сака нешто? Иде и си го зима самостојно. Што ако не нагледа у очи, се срами? Мале за да збори, ке прозбори. Сака бројки и букви, па што? Јас научив да читам и пишувам латиница и кирилица на 4 години. Сакам да кажам, полесно ми беше да најдам оправдување за се, отколку да се соочам со реалната слика. Син ми е аутистичен. Точка. Они диагноза, јас оправдување и објаснување. Расправи, дискусии, викања, едноставно ниту верував, ниту сметав дека има проблем. Добро е што муж ми не е некој што ќе свитка кичма и секогаш се држи до својот став. За мир во куќа се договоривме дека синко ќе оди на дефектолог. Не мисля дека ќе му пречи, а барем му затвори уста на мажми. Помина извесен период од можеби година, јас и мојата околина почнавме да го гледаме тоа што го гледаше мажми уште од почетокот. Замисли, цела година да се бориш со сите најблиски да им докажуваш дека нешто не е во ред, а они да се прават глуви и слепи. Не знам како не напутапа тогаш. Не се среќа во цела несреќа е што рана интервенција е клучна кај аутизмот. Па моето затварање уста беше тоа што беше неопходно да се направи во моментот. Како што можеш да замислиш, низ периодов од 3 години ги направивме сите можни испитувања за да ја најдеме причината. Од магнетна резонанца, испитување хемиски статус во организам преку влакна и ногти. Посетивме бајачки, посетивме свештени лица, хомеопати, невролози, невропсихијатри, психијатри, дефектолози и логопеди, веќе да не спомнувам. Кога се давиш, и за сламка се фаќаш. Она што прво се случува кога одиш на преглед е одговарање на низа прашања за специјалистот да може да утврди каде и како настанал проблемот. Како е предизвикан, во кое поле затајува детето, на што треба да се работи и така натаму. Едно единствено прашање кое ни беше поставено од сите е дали гледа цртани. Да. Колку долго, колку често, кои цртани? Дома, во парк, во игротека, во кафич, кај синко сите можни параметри кои можат да се испитаат беа во рамки на нормала. Нема цисти на мозок, нема зголемен трет крајник, нема паразити во стомакот, не е интолерантен на лактоза и глутен. Единствена диагноза што ја добивме е инфантилен аутизам предизвикан од прекумерно гледање на цртани филмови. Како? Зошто? Сите експерти имаа различен пристап и мислење како треба да се продолжи понатаму, ама за едно беа сложни. Телевизија, таблет и телефон не смее веќе да види. Може да се пуштаат детски песни и фестивали и тоа лимитирано и доколку е можно без слика, само со звук. Знаеш како е да слушнеш дека нештото што го сакаш повеќе од себе е трајно оштетено заради твоја лоша одлука, заради твојот мир и раат, заради твојата себичност, како да те удрил камион, како да ти паднал камен на глава, да те прегазило стадо коњи и да те избоделе 1000 куршуми. Во исто време и постојано трае. Се плашиме од вакцини, од ГМО, од 5G мрежа, од воздухот, од птиците на гранка, од калта на улица, од водата во реката, ама цртани даваме за тоа што тоа е безбедно. Но не, тоа е најголемото зло што може да го дозволиме. Зошто? Прво, следниот пат кога ќе пуштиш цртан, обрни внимание на јачината на боите и интонацијата на гласот на ликовите. Тие се створени така за да создадат зависност во мозокот. Ништо во природното окружување нема толку динамични бои како цртаните. Тоа е една дразба, стручно објаснета од дефектолозите, на која го учиме мозокот и му ствараме зависност, буквално како дрога. Колку повеќе детето ги гледа тие бои, тие динамики, толку повеќе има потреба од нив и буквално го гаси остатокот од светот кој не е толку интензивен. Животот му стануваат тие ликови, тоа обкружување што го гледа на телевизорот. Кога ќе го изгаси остатокот од светот и ќе навлезе во светот на цртаните, дразбите кои што се случуваат околу него, мозокот не ги добива. Ако не ги добива, не ги ни учи. Знаеш ли како изгледа да се бориш со дете да фати пластелин?
да вришти и да го фрла како да го гори. Пена за бричење исто. Песок да не ни спомнува. Да кажува цели реплики одцртани со комплетна гестикулација, а да не знае да ти каже мамо. Син ми имаше 3,5 години кога првпат ми кажа мамо. Реалната ситуација е следна. Имав здраво, право дете, што можеше да биде што сака во животот. Сега имам дете со нестабилна иднина, што не знам дали некојаш ќе биде самостојно, дали ќе има пријатели, девојка, жена, деца, фамилија, свој круг на пријатели, свој живот надвор од зидовите на мама и тато. И сето тоа заради мене, затоа што полесно ми беше да стиснам копче и да пуштам цртан, место да излазам надвор или да седнам да редам коцки, или да читам и да бојам, или било што освен тоа. Сега ја плаќаме цената за тоа, а синко најмногу. Јас не можам да го вратам времето и да ја сменам мојата приказна, ама можам да ја кажам и да спречам друг да го оди мојот пат. Ова е писмото што пред неколку недели го добив од оваа мајка и сакам искрено да ја се заблагодарам за отвореноста со која што го има напишано ова, за желбата ова да се сподели и за зборовите кои што ги одбира за да ни укаже на сите нас, другите родители, дека многу лесно и не сакајќи можеме да сгрешиме со некоја лоша одлука која што ќе не го одбележи животот понатаму. Јас бев многу трогната првиот пат кога го прочитав ова и ми требаше многу пати да го читам за да можам да го прочитам пред камера. Меѓутоа, на оваа мајка и на незиното семејство им посакувам се најдобро, многу успех и леснотија во борбата која што предстои пред нив и се надевам дека работите ќе бидат најдобри што можат да бидат за нејзе и за незиното семејство. На сите вас, гледачи на Дома со Леа, ви посакувам прекрасни предпразнични и празнични денови и доволно време што ќе го поминате со своите најблиски, но и доволно време што ќе го поминате во размислување. Кои од работите што не плашат во врска со нашите деца, но вистина се оправдани, а кои од работите што не плашат, всушност го заслужуваат нашето внимание и нашата предострожност. Ви благодарам многу на вниманието, притиснете лайк доколку ви се допадна ова видео, пратете го на некој кој што го открива благодетот на смирување на дете со цртани во овој момент, или споделете го на вашите социјални мрежи. Ќе ни значи многу доколку доволно луѓе ја слушнат пораката на оваа мајка. Ви благодарам на вниманието. Чао!